Почитуван собственик на компанијата STS Textiles и на Lutex, господин Марко Астуч, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Денес сум во Долно Оризари, во посета на компанијата Lutex. Се надевам за велешан и доста позната веќе компанија, која работи во просториите на поранешниот текстилен комплекс Нонча Камишова, кој што постои од 1950 година, со што на еден начин овој индустријски комплекс е целосно реабилитиран и повторно функционален. Задоволен сум на вистина од тоа што денеска го видов при обиколката на производствениот процес на оваа компанија, која е дел од германската групација STS Textiles и која произведува индустријски и технички текстил. Оваа компанија во изминатите 4 години има инвестирано околу 2,5 милиони евра, од кои 1,5 милион евра во 2020 и 2021. Тоа укажува дека и покрај COVID оваа компанија продолжила да инвестира во своите производствени капацитети, а со тоа и во нашата економија. Има вработени околу 100 лица од Велес и околината, а она што на вистина денеска како вице-премиер ме радува се нивните планови за проширување на производството, при што до крај на 2021 и 2022 планираат реализација на нови инвестиции од прилика 12 милиони евра, со кои би се отвориле нови производствени линии и погони, а со тоа и работни места за дополнителни наши граѓани. Сметам дека овој чекор на Lutex е вистинскиот чекор и мислам дека сите извозно ориентирани компании би требало да размислуваат на нови инвестиции во овој, да го наречам пост-ковид период, кој што е неопходен. Затоа што само на тој начин ќе можеме да го вратиме загубеното време и побрзо да излеземе од ситуацијата која предизвика пандемијата COVID-19. Сведоци сме дека масовната имунизација на населението во земјите од Европската Унија, како и кај нас, почна да дава резултати во однос на здравствениот билтен, а тоа секако е многу важно за нормализирање на економските текови, со оглед на тоа дека Европската Унија е нашиот најважен економски партнер. За нас како влада охрабруваат позитивните движења на макроекономските индикатори. Еве само за укажување, во март 2021 година во споредба со истиот месец лани, за прв пат по цела година бележиме сериозна стапка на раст на индексот на индустријско производство од 7,6%. Индексот на прометот во индустријата во март бележи раст од 27%. Надворешната трговска размена во првиот квартал од 2021 година бележи раст од 15,8%, а извозот во истиот квартал расте со 18%. Ова се индикатори кои покажуваат дека економијата оди напред, економиите во Европа се отвараат, а тоа е недвосмислено влијае и на нашата економија која е силно зависна од европската економија. Во оваа прилика навистина би сакал да искористам оваа можност да им порачам на господин Туч и на сите вработени, на сите оние кои размислуваат за реализација на нови инвестиции, да влезат силно и одлучно во овие проекти. Владата на Република Северна Македонија не само со оваа компанија, со низа на други компании има склучени договори за поддршка и би сакал да укажам дека сето она што е обврска на државата ќе биде сервисирано навремено и целосно, а секако на компаниите остануваат да си ги остварат своите обврски. Работиме на унапредување на законот за финансиска поддршка на инвестиции за да се премагне или олесни условите за аплицирање, особено поврзани со пост-ковид периодот, и додаваме нови мерки кои што ќе значат рамномерен регионален развој, затоа што сметаме дека секое едно место во државата заслужува да биде развиено. На крај бих сакал да укажам дека владата ќе продолжи да биде партнер на стопанството, ќе продолжи да го подружува стопанството, затоа што само така и тоа е единствениот пат за побрз економско оправување и стабилност на нашата економија. Благодарам. Thank you very much for the visit of the Deputy Prime Minister, Mr. Bitevki, and we are happy to have him here on the place. And we are also proud that we can say that we continually invest for the last 5 years in our project here in Veles. And I need to say that I'm really happy with the warm welcome that we have received from the people here.
from a municipality of Veles and from the government. Overall, we are happy with our development and with our investment, even if we have been hit quite hard from the COVID situation that brought us to stop any investments last year. So after February last year, no one was able to travel due to international restrictions, and we were not. It was not possible to continue with the investment plan. We are happy to say that from this month, this has been overcome. So the people that were needed and the technology that is needed is now able to travel, and we have already installed 2 new machines. So we are sure, we can ensure that we will met our obligations about any contract we have made. And I'm happy to say that this is with the people here, we are starting to be a big family, or we are a big family, and we will take care about our people. And for the future, we are sure that we can grow again, and we will discuss the plans for any further development in the next month. Thank you very much.